Добар ден, криптоентузијасти, го гледате повторно каналот CryptoGamegio. Ово би било 11-тото видео од циклусот на едукациони видеа, за кои што регуларно за индикаторите би разговарале подоцна, но сега би сакал да разговарам со вас за една многу битна тема, која што се нарекува DCA, односно Dollar Cost Average, што уствари значи, кога купувате, тоа е одреден начин на тргување, каде што тргувањето ви се одвива без разлика на тоа, значи практично не ја бркате цената. Туку во одреден момент од месецот, вие она колку што може да го одвоите за да купите одредена криптовалута, ја купувате без разлика на се. Сега, значи мора пред да продолжиме да разговараме за ова, морам да напоменам некои работи. Значи Dollar Cost Average, ово е тип на стратегија, исклучиво наменет за практично криптовалути, без разлика дали станува збор за криптовалути, акции, обврзници, без разлика што и да тргувате, во кој што имате комплетна доверба дека нема да изгубат вредноста на долг план. Сакам да кажам дека станува збор за добра како, посебно во криптопазарот, тоа би биле оние blue chip криптовалути, кои што знаеме дека ќе бидат тука во иднина. Сега значи единствени за кои што сме сигурни дека ќе бидат во иднина тука се Биткоин и Етериум. Има некои претенденти кои што понатаму би биле еден дел од овие blue chip коини, како што се Cardano, како што е Binance Coin, како што е Solana, Avalanche, Ripple, Polkadot, Terra. Значи ова се некои од тие основни, да речем 10-15 коини кои што ако ништо друго сме сигурни дека ќе бидат овде наредниот циклус. Што уствари тоа значи за вас? Значи прво, мораме да заклучиме дека досега Dollar Cost Average е најдобра стратегија што се покажала многу корисна за оние луѓе кои што се во овој пазар веќе повеќе да речеме од 2 циклуса. Што уствари представува Dollar Cost Average? Значи за да го представиме тоа, јас прво би сакал да ви објаснам како изгледа кога одреден купуваш, да речеме во претходниот булран, купил на највисокото ниво. Значи најголемиот проблем со криптопазарите е тоа што луѓето купуваат на рефлекс. Се разбираме? Значи никој не купува кога сме во bear market, затоа што кога сме во bear market никој не ни знае за сето ова, не е популарно, никој не го слуша никаде и тоа е најголемиот проблем кај луѓето што не знаат кога да купат. Сега, што би ви препорачал јас како луѓе нови во крипто? Значи Dollar Cost Average е стратегија која што ви дозволува да не може да погрешите. Што уствари тоа значи? Значи да речеме дека прв пат сте влегле во крипто кога бил овој врв во 2017 година и вие сте купиле, да речем, вредност од 100 евра на буквално врвот, да речеме, 19.000, така. И сега почна цената да паѓа и вие нормално, како и секој друг, сте во паника. Најголема грешка која што може да ја направите за нешто за кое што сте сигурни дека ќе расте во иднина е да го продадете тоа. Се разбираме? Посебно да го продадете во загуба. Зошто ви го кажувам тоа? Значи во било кој момент во овој 2 годишен период, доколку сте го продале биткоин, вие би биле во загуба. Има луѓе кои што чекаат истата цена да се врати до претходниот левел и го продаваат. Само да се буквално да го тргнат од своите раци затоа што мислат дека нема никогаш да го стаса она што претходно бил. Чисто за да ви го покажам ова прво, морам да зумирам назад за да видите за што станува збор. Значи биткоин има циклус од 4 години. И овој циклус од 4 години се повторува постојано. Се разбираме? Значи тоа што сакам да ви го кажам овој момент е дека како што може да видите, значи самиот биткоин ќе продолжи да расте, затоа што моментално пазарот сам по себе, како што може да видите овдека на овој сегмент, е 1,8 трилиони, така. Значи моментално едни од најголемите компании, како што е на пример BlackRock во светот, располагаат со 10 трилиона портфолио за инвестиции. Значи тоа што сакам да ви го кажам е дека замислите целиот криптомаркет е 1,8, а компанијата BlackRock може да го купи неколку пати. Значи целиот криптомаркет. Така. Тоа што сакам да ви го кажам дека биткоин како таков со копање ќе престане во 2140 година. Што значи од овој момент ние нема да бидеме ни живи кога се уште ќе се копа биткоин. И тоа ќе биде последниот циклус во кој што ќе биде ископан само еден биткоин. Тоа што сакам да ви го кажам е дека овие растење на биткоин се секој 4 години. Како што може да видите, тоа е циклус кој што е постојан. 2013, потоа имаме во 2017 и моментално во 2021. И уште еден на почетокот на тој се уште не го рачунаме затоа што самото добро било премногу, да речам, младо. Оно што треба да го сватите од ова што ви го кажам во моментот е дека циклусот на халвинг, односно
уполовување на наградата на мајнерите, значи нема да навлегуваме моментално да разговараме за самиот циклус, тоа што треба да го знаете е дека со намалување на наградата на мајнерите за половина, тие се принудени или дел од профитот кој што го направиле во последните 4 години да го внесат во купување на повеќе опрема, затоа што во наредните 4 години наградите кои што ќе ги добиваат за својата работа ќе бидат половина од она што го добивале претходните 4 години. Што значи они мора да инвестираат повеќе за да добијат она што веќе го добиле претходните 4 години, односно повеќе опрема, или дел од парите кои што веќе ги направиле во профит да ги користат за плаќање на своите на некој начин сметки, за амортизација на опремата која што имаат, со цел да би покриле загуби за сепак да се накрај профит од следните 4 години. Тоа уствари значи дека самата, значи во секој циклус од 4 години тие се принудени после овој халвинг евент да потрошат дел од залихите на биткоин кои што веќе ги имаат. И со тоа да го кренат пазарот нагоре. Значи сега нема да навлегуваме у детали, ова е само прост начин како да ви објаснам што уствари представува халвинг евент и зошто на секој 4 години се случува овој следен циклус на движење на цената нагоре. Значи следниот циклус ќе биде во 2024 во мај, но ќе дојдеме до тоа следно. Сега само сакам да ви кажам прво како изгледа тоа во претходниот булран. Она што би било добро за оној кој што веќе сгрешил или купил на самиот врв е да продолжи да купува. Верувале или не, значи најдобро е да продолжи да купува. Сега ќе ви кажам и зошто. Еве да речеме дека истиот продолжил да купува секој месец, еве ќе ставиме секој 2 чисто за да го намалиме на некој начин математичкиот циклус, за да можеме поедноставно да го објасниме. Значи на секоја втора свеќа фактички ќе ставиме на врвот. Еве, значи најлошата можна позиција ќе ставиме на самиот врв дека кој да е тој што ги изгубил во моментов купува. И сега што се случува? Значи сега уствари ќе видите зошто Долар Кост Авериџ е толку добра стратегија и истата кога станува збор за сигурно добро како биткоин, значи ќе биде постојано тука на некој начин да ве спаси. Сега, значи еве, ќе ставам неколку, да не ги ставам сите и ќе ви објаснам, значи да речеме сега од тука ќе ставам кога и да може да купи, на пример, сме купувале на ист временски период, ако не и нешто подоцна. Поентата што е? Значи замислете дека сега ова лице продолжило да купува. Значи наместо да продаде, како цената паѓа, он продолжил да купува, така. И сега ќе ги поставиме овие вредности, така. Ова се уствари вредностите на кои што он купил, да речеме по 100 евра вреден биткоин, еве $100 чисто за да може да се узогласиме со самиот чарт, така. И сега да речеме, значи цената почнала да се движи нагоре и он во сите овие левели до сега купил биткоин, така. Значи овдека имаме 7 вредности, што значи дека во овој период од да речеме 2 години лицето внело вкупно $700 во биткоин, така. Сега вредноста нас уствари на биткоин во оваа ситуација кога правиме DCA не ни е битна. Значи не е битно колку моментално имаме биткоин или која е неговата цена. Битно е да продолжиме да купуваме. Зошто ви го кажувам тоа? Значи со овие 7 вредности кога би ги собрале заедно и кога би ги поделиле на бројот на купување кои што ги имаме, ќе добиваме нашата средна цена, што изнесува 10.532. Што значи дека со постојано купување лицето 7 пати, овие 7 пати кои што успеало да купи биткоин, да речеме дека купило по $100, како што сега разговаравме, он е намалил средната вредност на своето портфолио на биткоин на 10.532 приближно. Значи дека сега кога оваа цена би почнала повторно да се движи нагоре, замислете, значи овие $700 него со средна вредност од 10.532 би му вределе многу повеќе, затоа што он купил и во овој пазар каде што била многу пониска цената, се разбираме. И замислете сега во следниот булран, оние $700 вреден биткоин, кога сте ја намалиле цената од 19.000 на 10.532 и сето ова, еве сега ќе ви кажам која е разлика. Значи еве сега ќе ви го објаснам. Значи замислете дека еве сега ќе забележиме оваа како зелена и ќе ставиме да биде малку подебела за да може да видиме точно каде се наоѓа. Значи замислете дека координатите на оваа треба да биде 10.532. Еве. Значи исто како да сме купиле овде. И сега гледајте што уствари се случува. Значи ако вие сте купиле овде, така, затоа што сте намалиле цената со ова просечно купување од 7 пати, значи вашиот профит само до истата граница каде што сте купиле претходно е 87%.
Значи вие уствари сте успеале не само да чекате цената да се врати, вие сте успеале да бидете 85% плюс иако сте купиле на највисоката точка. Само затоа што сте правиле долар cost average. Се разбираме? Значи тоа е тоа што сакам да го кажам. Сега, убавото во биткоин е тоа што знаеме дека секој нареден булран цената секогаш ќе го победува претходниот all time high. Можеби некако претходно во износ од 100 пати, но како што може видите претходно ова е 3 пати нагоре. Што значи дека ако сме правеле долар cost average како досега тоа што го разговаравме, прост пример. Значи од тука од оваа просечна цена на all time high која што ние сме ја направиле и да не сме продали на највисоко, треба да сме продале овде. Тоа се 400% ако сме продале на 54.000. Иако цената продолжи надолу. Значи тоа што сакам да ви го кажеме, исто и за овие луѓе кои што во моментов направиле грешка и купиле на највисокиот дел од цената. Значи тоа што сакам да ви го кажеме, не чекајте. Значи биткоин е нешто што е сигурно. Што значи дека на следниот халвинг од 2024 без разлика дали ќе имаме одовде уште една повисока нога, па потоа bear run, или ќе продолжи цената надоле до одредена во случајов негде околу 30.000 се очекува да падне самата цена, па потоа во следниот булран да се движи нагоре. Значи вие секако ќе бидете во профит. Значи повторно ви го кажувам истото. Она што ви го покажа во претходниот булран, тоа е уствари начинот како луѓето кои што веќе направиле грешка да купат на највисокото, како што во оваа ситуација верувам дека многу членови од оние кои што ги гледаат моите видеа и членови кои што се на групава, верувам дека направиле таа грешка затоа што секој кој што доаѓа нов на пазарот, тоа не е нешто лошо, но на тој начин се учи. Да речеме, овој пазар има добар циклус да ве научи на трпение и да ве научи на тоа дека доколку сакате да постигнете нешто во крипто светот, мора да бидете постојани. Односно, нема иако постојат шанси да имате многу брз профит, треба да знаете како да го направите тоа. Многу малку се оние среќни луѓе кои што успеале да внесат $10 и добиле 10.000. И тоа најчесто станува збор за еден од кои што милиони изгубиле за тој еден да има од $10 10.000, ако ме разбирате. Значи многу луѓе ќе се изгорат за еден да биде среќен, а вие нема да ги слушнете вестите за оние кои што се изгореле, ќе ги слушнете само вестите за оние кои што бил среќен. Тоа што сакам да ви го кажеме, исто и во оваа ситуација. Значи не го гледајте моментот дека треба да знаете дали ќе оди точно нагоре или надолу. Еве прост пример. Исто и овде. Да речеме дека сте купиле секој месец наваке. Значи и сте продолжувате да купите без разлика дали цената ќе оди надолу или нагоре во оваа ситуација. Доколку отиде нагоре, она што сте го купиле во овој дип, така? Значи она што сте купиле во овој дип, се очекува, значи доколку има следна корекција, значи тоа е очекување не само, значи на многу од чартерите, оние кои што стварно знаат што работат, значи се очекува цената да стане барем до 100.000, се разбираме? Значи тоа е што се очекува. Значи вие од овој момент нагоре да сте купиле, да речеме, иако ризикувате, да речеме, ова последна нога која што очекува секој да се случи, значи вие би биле 118% во плюс. Иако тргне цената надоле, вие нема да изгубите, затоа што повторно, значи со следниот долар cost average, она што ќе се случи во иднината е, значи цената да падне надолу и да се движи во некое поле на акумулација долга, се додека не стасаме до 2024, ќе направиме произвол. Значи, овдека негде би бил, извинете само уште еднаш, значи точно би изгледало вака. Значи 2024 во мај би било, оприлика би изгледало вака. Значи, вака би изгледал чартот, да речеме, доколку продолжи според она што сите го очекуваат. Значи, да се придвижи блиску до претходниот all time high, значи тоа не значи дека ќе се случи, може ова да биде многу повисоко, може да биде негде овде, ме разбирате? Поентата е што? Значи, замислете вие да купувате низ целиот овој период, се разбираме? Значи, на сите овие дипови, без разлика. Значи не ставајте во моментов дека треба да купите точно на движење горе или доле. Убавината во техничката анализа е да успеете да направите подобар DCA, односно подобар долар cost average. У превод, да утврдите кога е висока цената и кога треба да почекате да се коригирате пред да купите пролог, да продолжите да купувате. Ме разбирате? Значи многу од успешните трейдери не трейдерат секој ден, се разбираме? Значи тоа е уствари убавината, посебно во овие, значи затоа што во акции не може да го добиете ова. Значи единствено средство кое што во светов поседува точен циклус е биткоин. И врз основа на биткоин, а со тоа и останатите криптовалути.
Што значи дека идејата на DCA не значи дека секогаш треба да биде во однос на биткоин. Значи многу луѓе на пример акумулираат и остаеве. Оние кои што акумулираа во претходниот bear run, Cardano. Значи истите тоа го направи, само да ви покажам како изгледа на пример тоа за Cardano, за да може да видите дека тоа не е само за биткоин, тоа е за било кој коин практично, кој што се наоѓа во blue chip, затоа што имајте во предвид дека многу од оние коини кои што се со мал market cap ќе исчезнат за време на bear run. Значи ова е чартот на ADA на месечно ниво. ADA во претходниот циклус од 2017-2018 година успеала да достигне цена од 1,4 практично all time high. Така. Значи има луѓе кои што знаејќи кој е уствари основачот на овој проект, затоа што станува збор за еден од основачите на Ethereum, кој што се одвил да направи свој проект, тоа е ADA. Значи, знаејќи дека ова е проект кој што стои со дебела позадина, со огромни компании позади него, со огромен профит, со огромна капитал практично и огромни очекувања, знаеле дека овој проект секако ќе дојде до претходниот all time high во најмала рака. Значи, има многу луѓе кои што ADA успеале да купат на 5 центи, на 12 центи. Значи, гледайте, ова се цените на ADA во целиот булран, и тоа не е на пример еден месец, него цената од 8 центи се движи од 1 октомври 2018 година па се до 1 мај 2020 година. Че ви дале цели 2 години да акумулирате. Замислете, секој месец да купувате, макар и да се тоа, значи немој да го сватите тоа погрешно дека вие мора да ставите $100. Тоа беше само пример. Значи може да ставите и помала, значи без разлика колку може да ставите. Тоа е секогаш што станува на вас. Значи вие треба да одлучите колку сте спремни да трнете настрана од тоа што не ви е потребно во моментот, тоа што не, значи видите, ако ви инвестирате во ваков пазар, мора да почекате. Се разбираме? Значи оние луѓе кои што купиле во овој дел од bear market почекале цели 2-2,5 години пред цената да почне да се движи нагоре. Но гледајте го профитот. Значи Cardano стаса до 3. Ако има следна нога, се очекува Cardano да биде и многу повеќе, дури и пред bear run. Се разбираме? Значи дури и да се почека следниот циклус. Замислете. Претходно all time high било 1,4. Луѓето купувале на 5 центи. Моментално цената се движи дури и пред претходниот all time high. Така. Значи ова би било нивото на кое што цената се очекува да застане, дури и да имаме bear run. Тоа е отприлика околу 70 центи. Значи тоа е отприлика очекувањето, затоа што ова е претходниот на некој начин тврд левел на all time high, тврдо ниво, затоа што ова се каде што цената како што може видите не успеала да пробие. Значи како што може видите моментално истата представува поддршка на самата цена. Така, она што го разговаравме во првото видео. Поентата е дека замислете сега вие да продолжите да акумулирате Cardano во наредните 2 години на 70 центи. И истиот понатаму да се придвижи нагоре, значи имајте во предвид дека следниот нема да биде врв 3, него следниот ќе биде врв 12, ме разбирате? Значи еве, прост пример. Ова е она одредување на мета врз основа на Фибоначи секвенцата. Значи гледате каде е оприлика метата, каде што еве 9. Значи 9 е реалистичната мета за следен скок на Cardano, без разлика дали тоа ќе се случи сега или ќе се случи во наредниот циклус. А овие, посебно Фибоначи секвенцата е значи како што може видите од претходно она што го покажувавме, е доста точна. Еве во секој скок на биткоин истата успеала да го достигне барем ова ниво, а некогаш и 3 пати повисоко од ова ниво на Фибоначи секвенцата. Значи тоа што сакам да ви кажам, замислите да купувате на 70 центи и цената да достигне макар и блиску до 9, еве не мора да биде 9, дури да продадете на 6. Значи, дали ме разбирате? Тоа е повеќе од 600%, многу повеќе од 600% профит, доколку вие акумулирате во овој момент. Значи, тоа е оно што го кажуваме дека DCA, долар cost average, и она купување во на некој начин поволна цена во bear market е најдобриот начин да се направи богатство. И за крај би сакал да ви кажам, значи тоа е она што го викаат посебно во криптомаркетите, дека во bull run, да, во bull run може да направите пари, но вистинското богатство се прави во bear run и треба да ве радува. Значи дури и да сте, еве, на некој начин да сте направиле грешка да сте купиле во оваа ситуација овде горе. Така. Значи пак ќе кажам, продолжете да купувате, на тој начин ќе направите средната вредност на вашето портфолио многу помала. Што значи дека следниот bull run, вие ќе бидете пред сите што тогаш повторно ќе почнете да купуваат кога цената ќе биде преголема. Разбирате? Вие ќе бидете веќе дебело во профит. Повторно, ова не е финансиски совет, јас не ви кажувам што точно да правите со вашите тешко заработени пари, но доколку сакате да го послушате ова, значи ова е начинот на кој што луѓето прават огромни пари во bear и bull cycle. Се разбираме? Значи тоа е начинот на кој што се прават парите. Нема друг начин. Значи не може да знаете кој ќе биде тој кој што ќе експлодира
пута 500. Значи единствено што може да знаете е дека циклусот ќе се повтори на биткоин, што значи дека овие blue chip коини ќе ги повторам, че тоа се може да ги видите буквално се тоа првите 15 без стейблкоин нормално. Значи станува збор за Binance, Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, Avalanche, Terra. Значи тоа би биле оние основите во кои што јас мислам дека во било кое време да финансирате би било паметно. И доколку успеете да го направите ова што ви го кажувам, значи поентата е што многу често луѓето се прашуваат како луѓето направиле милиони во бул маркет, но не се прашуваат каде почнале да купуваат. Тоа е најголемиот проблем. И посебно истото се случува и кај нас дома. Значи видете нашата група, на пример, овие неколку групи на кои што ги имаме криптоентузијастите во група, така. Значи кога станува збор за ниска цена на криптовалутите како Cardano или биткоин, значи групата замира. Значи буквално нема активност, луѓето не се интересираат, не сакаат да научат, а буквално во овој момент е најдобро да се научи. Значи сега имате време и да научите техничка анализа, и да научите како се тргува, да научите се што следниот булран би ви користело да бидете спремни. Значи затоа и ви кажувам дека DCA е една од најдобрите стратегии која што нема шанси да ве разочара. Значи нема шанси. Без разлика колку се мачите во трговија, DCA е секогаш профитабилна. И за крај, значи ова е CBBI индексот, кој што уствари представува збир од овие индекси, сега нема да навлегуваме да ги објаснуваме еден по еден, но истите на овој чарт може да видите представуваат кога, значи ова е уствари според сите овие индекси кои што ги гледате овдека, ова е колку моментално биткоин се наоѓа до дното и до врвот на одреден циклус. Сега. Значи како што може да видите, дното исто ова е дното кога се најави самата пандемија, тоа е едно од екстремните дно кои што скоро и никогаш не се видело во биткоин. Едно претходно имаме овде, значи гледате, ова е уствари на некој начин довербата дека биткоин се наоѓа во дното на bear маркетот. Гледате, значи тоа се случило до сега, неколку пати, така. И сега моментално се наоѓаме на вредност од 33, што значи доколку вие сте купиле и веќе стасала вредноста до 33, нема поента сега да продаете, ме разбирате? Значи оној пат дури да се случи доле, ние сме многу поблиску до овој пат доле, отколку доколку цената би трнала нагоре. Се разбираме? Значи тоа што сакам да ви го кажам е дека од овој момент, значи доколку го испоредите пиковите и врвовите и дното на самиот биткоин и да тргне цената надолу, ние сме многу блиску до крај на самиот bear маркет. Зошто ви го кажувам тоа? Значи цената веќе се коригирала, ако забележите, цената моментално е 40.000. Цената на биткоин скоро никогаш не стасала до претходниот all-time high. Дури ако отидете низ циклусите назад и ако го зумирате, ќе видите дека цената никогаш не стасала до претходниот all-time high. Гледате? Значи 3200 од all-time high од 1100. Ме разбирате? Значи исто и овде. Не може да очекувате дека цената ќе стаса до all-time high, тоа е многу голема реткост. Значи овде замислете во пандемијата, нешто што не е видено во Европа во последните неколку векови, не стаса до претходниот all-time high. Што значи дека дури овој пат, без разлика колку страшен да биде, нема да биде до претходниот all-time high на биткоин, значи тоа на некој начин и математички е потврдено, а и многу мала веројатност дека тоа ќе се случи. И да се случи тоа треба да ве радува. Значи цена од 20.000 се очекува дека никогаш повеќе нема да биде видена во историјата на биткоин. Ако тоа се случи, тоа треба да ве радува. Тоа е екстремен момент каде што треба да купите колку што може повеќе биткоин, затоа што таа цена нема да се задржи на 20, исто како што не се задржила на 3000. Значи тоа траело 2 месеци и тоа е оној најголем страф на самата пандемија. Затоа и ви кажувам дека мора да имате во предвид дека овој моментот да се акумулира, без разлика дали цената ќе падне надоле. А она следно што ви го кажувам дека се уште има шанса за крај на овој булран и последна нога нагоре е тоа што секој претходен врв, гледате, 99, значи цената стасува од 99 или 100% веројатност дека ова е врвот на самиот биткоин. Значи тоа што сакам да ја кажам е дека се уште има шанса ова да се коригира нагоре, затоа што замислете, овој врв кој што ние го имаме овде завршил на 80, што значи имаме цели 20 поени нагоре за истиот да представува апсолутен врв, односно blow off top, тоа што се нарекува во самиот биткоин. Гледате, дури и самиот чарт ви покажува она скоро црна боја на самиот чарт, гледате. Значи тоа никогаш не се случи во овој циклус, затоа многу од аналитичарите веруваат дека се уште има шанса тоа да се случи. Посебно со тоа што
доколку видите чартот. Значи ова се ниво на акумулација. Значи во моментов кога го забележувате ова на помал временски период, како например на еден ден. Она што многу луѓе го увидоа, посебно во светот на чартувањето, е дека ова уствари представува акумулација. Ова е оној момент каде што богатите продолжуваат да купуваат биткоин и да го држат на своите портфолија. Се разбираме? Истото на некој начин се случува и во овој момент. Но сепак мораме да почекаме и да видиме, и пред да ја завршам оваа епизода би сакал да кажам уште еднаш. DCA, без разлика дали цената ќе продолжи надолу или нагоре, ви дава солидна стратегија да имате добра средна вредност, дури и да треба да почекате до 2024 година, затоа што така се создава богатство. Не брз профит, така се создава богатство. Не значи дека тоа треба да правите само за биткоин, направете го истото и за Ethereum или за други blue chip коини, но тоа правете го за blue chip коини, за ништо повеќе. И уште еднаш, ова не е финансиски совет. Ви благодарам што следевте нашата епизода. Се надевам дека ви се допаѓаат нашите материјали. Ќе пробаме да го направиме ова и понатаму во иднина. Како што може видите, моментално не правам премногу анализи, посебно затоа што самиот пазар е во пат. И пред да добиеме солидна информација дали имаме bear или bull run, затоа што истиот не е одлучен, како што може да видите се движи паралелно на некој начин. Значи се уште нема логика да се прават анализи и на некој начин да се надеваме се додека самиот пазар не се одлучи дали ќе продолжи нагоре или надолу. Уште еднаш ви благодарам. Би ја ценел секоја ваша субскрипција и споделување на нашиот материјал на оние кои што сакаат да научат во Македонија, значи затоа и го правиме ова на македонски. И повторно, значи ако имате било каква забелешка, ако имате било какво мислење за нашите видеа, слободно оставете и во коментар, гледате, се обидувам да одговорам на било кој. Дополнително, имаше неколку коментари и приватни пораки дека би било пожелно да се направи емисија во живо. Би сакал да ви кажам дека навистина би сакал да го направам тоа, но не може во моментов затоа што мојата работа ми налага ова што го работам да го работам преку ноќ. Што значи дека со вашите стандардни сати во Македонија јас тоа би требало да го направам негде околу 3 по полноќ, што не би ми одговарало воопшто да направиме емисија во живо. Но во иднина, да, можеби ќе се договориме со Бојан, еден од админите на Криптореволуција, кој што има свој канал за, да речем, спротивно од она што го зборувам јас. Можеби ќе направиме еден подкаст и ќе видиме ако можеме да го направиме тоа во живо, нели? Ќе се обидеме. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео.